Учениците од основното училиште Гоце Делчев од Виница трудот и упорноста ја покажаа на дело. На неодамно одржаниот републички надпревар по англиски јазик во петата приватна гимназија во Скопје, во конкуренција од 511 најдобри ученици по англиски јазик, две ученички токму од ова училиште ја понесоа наградата за освоено трето место. Менторката, воедно и наставник по англиски од ова училиште, вели дека е горда што она што им го поделува на учениците, тие квалитетно го примаат и постигнуваат големи резултати кои заслужуваат само пофални зборови. Имаме добри ученици, фала Богу, ученици подготвени да работат. Секоја година учествуваме во надпревари. Од пред 3 години почна пета приватна гимназија во Скопје да организира републички надпревар. И ние веќе трета година земаме учество и фала Богу, со децата постигнуваме и резултати. Ова година освоивме две трети места со ученичките Египка Јованова и Габриела Лазарова. Од учесниците имаше 511 деца, 82 училишта со 86 ментори. Те се состои од 3 дела. Првиот дел е читање, разбирање на прочитан материјал, вториот дел е употреба на англиски јазик, use of English, и третиот дел се однесува на познавање на британска култура. Директорката Розета Донева и не беше многу изненадена од овој успех, затоа што според незините изјави наградите се секојдневие, не само по предметот англиски, туку и по другите предмети во кои учениците постигнуваат врвни резултати. Со освојањето на двете трети награди на државниот надпревар по англиски јазик, уште еднаш се покажа дека во училиштето сериозно се работи на наставата, значи практикуваме квалитетна настава, имаме добри ученици и така да го повторивме минатогодишниот успех кога имавме една втора награда и една трета награда на државниот надпревар по англиски јазик. Дека нашите ученици вредно работат, доказ е и книгата Јас и мојот град, која се издаде од творби на ученици кои конкурираа на темата Творам за Македонија во организација на Фондацијата Никола Клюсев. Значи ученичките Ана Павлова и Тамара Ристова своите творби кои беа успешни и од страна на комисијата се одлучи да се сместат во оваа книга. Со тоа се исто така продолжува традицијата на основното училиште Гоце Делчев Виница и минатата учебна година имавме доста успех. Беа наши творби од наши ученици сместени во ваков тип на книга, така да и оваа година го повторивме успехот и се надевам дека идните ученици наши ќе имаат вакви или слични успеси. Со видна возбуда на лицето за постигнатиот успех проговори една од наградените, која со нас ги сподели деталите околу подготовките кои предстоеле пред надпреварот и импресиите по освоеното трето место. Значи бев на регионален надпревар и оставив трето место, така што сум многу задоволна со мојот успех. Воопшто и надпревари многу ми е задоволство што може да освоам некој место да учествувам на таков надпревар. Од минатите години за разлика од нив беше малку потежок, бидејќи имаше им нешто повеќе ученици од минатите години. Главно немам многу проблеми, бидејќи многу ми е лесно, премногу ми е лесен јазикот, така да немам некои големи тешкоти. За училиштето, како и за градот, ова е еден голем успех за кој може да се кажат само пофални зборови и уште еден доказ дека општина Виница има квалитетно образование, кое во иднина ќе произведе успешни